Помина речиси 2-3 години, кога така да речам за прв пат го посетив Раечкиот регион, во чиј атар припаѓа и селото Никодин, кога на сам ден на празникот Рождество на Пресвета Богородица, по покана на никодинецот Блаже Здравецки, меѓу никодинци попознат по прекарот буѓата, направив документарен запис и за ова село, кога пред 2-3 месеци, ова 2023 господово лето, речиси во раните утрински сати, ми зазвони мојот телефонски апарат и кога од другата страна на телефонскиот апарат го слушнав и препознав гласот на Блажета Здравецки буѓата, кој ми велеше: "Почитуван господине Зоране, не знам дали се сеќавате на мене. Јас сум Блаже Здравецки буѓата од селото Никодин, кога пред 2-3 години заедно ја снимавме репортажата за моето родно село, селото Никодин", ме праша. "Се сеќавам, можне добро се сеќавам, како не се сеќавам", му одговорив. "Од името на местната заедница од Прилепското село Горно село, ве покануваме да ни дојдете на гости, ако можете за време на Илиндетските празници ова 2023 господово лето и за селото Горно село да направиш едно убава слико, сето село ќе биде збрано онака како што ти умееш да го насликаш. Ве очекуваме да ни го потврдите вашето доаѓање", ми рече. Не пооди долго време, поточно речено на сам ден на Петровден, ова 2023 господово лето, го жедов телефонскиот апарат, го пронајдов телефонскиот број од Блажета Здравецки буѓата, зазвонив. Не пооде долго време, воспоставив телефонска врска со бројот кој го барав. "Добар ден, Блаже Здравецки буѓата од Никодин ми треба?" Новиданот Зоран го бара, проговорив преку апаратот. "Добар ден, овдека Блаже Здравецки буѓата од селото Никодин. Зоране, ти ли си?" Го слушнав гласот на Блажета од другата страна на телефонската линија. "Јас сум", му одговорив. "Како си ми, Зоране?" ме праша. "Добар сум", му реков. "Ке ми израдуваш или?" Зачудено ме праша. "Кажи на твоите соселани од селото Горно село дека ќе дојдам село на сам ден на Илинден", му порачав. Ке им кажам, те чекаме, одамна сите те чекаме, сите знаат. Голем мерак ми направи, Зоране, мощне голем мерак, ќе им кажам уште сега", со радост одговори Блаже Здравецки буѓата. "Ќе дојдам, бе, како нема да дојдам? Само ти кажи кога." "Да, со возот ќе дојдам." "Да, со возот, да." Добро. "Аха, да. Ќе направиме се ќе направиме. Како ќе кажеш, нема проблем, јас да. Ама заедно ќе биде. Да, заедно ќе стигнем јас таму. Така, да. Договорено. Како по стар обичај кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, од Скопје за Прилепското село Горно село тргнав во раните утрински сати, во зорите, во муглите, на третиот ден на Илинден, овој пат со моето возило, со стариот руски джип, со камазот, кој речеши 20 и кусур години ми е верен сопатник, за да стасам навреме во Горно село и по речеши 2 сати наравско кажано удобна вожна по делот автопатската делница Скопје-Велес, Велес-Градско и регионалната патна делница Градско-Рошоман, Дреновски-Фалишка клисура, Плетвар-Прилеп, по делот 20 километарската регионална делница Прилеп-Мажучиште, Големо Мраморани, Забрчани Горно село, на самото изгрејсонце, распослано на северните падини на Злато планина, меѓу врвовите на Негре од исток, Злато врв, со манастирот Трескавец од југ и Сурун на запад, пристигнав во селото Горно село, каде што ме пречека Блаже Здравецки буѓата заедно со престанатите 5-6 селани. Откако се симнав од камазот и така да речам додека се обидував да видам кај сум, што сум, го слушнав гласот на Блажета Здравецки кој ми довикуваше: "Ој, Зоране, ој, Гале, дојди понаваму, дојди поблизу да се видиме." Идам, му довикнав. "Добре дојде", ми рече. "Добре те најдов", му одговорив. "Навистина се радувам што те гледам, Зоране.
Полна ми е душава што станавме достојни на зборот, што си го дадовме и на зборот што им го дадовме на горноселанциве, мои, ми рече. Зоране, ете сите ние, сето село, тебе ти стоиме на располагање за се што ти треба, а ти леба ми не само што добро ги познаваш историски безбидувања од овие краишта, туку и со своето знаење мощно добро го познаваш и историското духовно битисување на овие краишта, гледајќи те по телевизориве наши. Ми велеа преостанатите два тројца мештани од селото Горно село. Почитувани мои, пред да ке ни саме ни селото, моите домајчине ме замолија најсетне јас да им ги раскажам моите досегашни историографски сознанија за нивното село, копајќи низ македонскиве и балканскиве архиви, а сетне тие да ми ги раскажат многуте приказнини за нивното родно село, што нив им ги пренесувале нивните дедовци и баби, кои ќе бидат дел од оваа репортажа. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Селото Горно село е девствен природен рај. Тоа е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културни, историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на ова село му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешново наше современие. Дека во ова село, така да речам, урбаното живење било добро организирано, говорат мноштвата археолошки локалитети, меѓу кои некрополата од античко време, локалитетот Три Ореј, наоѓалиштата од непознат тип и период Преслап и Чашка, населбите од доснантичкото време Абрамен и Бревишчина, населбите од раноантичко време Орлов камен и Бучалиште, доснантичкото утврдување Грамаѓе, некрополата од римско време Асаница, некрополата од елинско време Сурун, како и многобројните аристократски гробници од македонски тип длабени во Карпа на локалитетот Тумба. Минатото и сегашноста на Горно село е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на горноселскиот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријаат во селскиот атар, испреплетени за превезот на времето. Одека во село уште колку мина останавте? Оде, уште 50 минако има, нема поважно. Нема 15 тајна. Има, по тројца, уште 10 куќи, по тројца, толку 50 мина. Так. Ти си го твоето име? Христоски Милан, Што години имаш? 80. Так. Ајде вака да ми кажеш, селово колку е далеко од Прилеп и колку, кој му се соседи села на селово? Не брега од Реновци до Пјачани, ја него десо ако си го слушнал. Како не? И забрчани. И заврчени. Од Прилеп колку сте далеко? Ми е 20 километри. Так. Колку куќи броеше селово порано и колку жители има денеска? Или порано? Порам беше околу 45-6 куќи. Така. А сега се уште 10 куќи. Што се одека ова поле раѓа? Се раѓаш. Што тоа? И жито, Најпоќе и тутун. царевка, и Најпоќе тутун. тутун, се.
Селото Горно село илјадници години зрачи на целиот негов простор, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргиадите, како дел на Римската империја, како дел на Источното Римско царство, чиј владетел со Македонија, како дел од Византија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија е императорот Јустинијан Прима, како дел на Свети Клементовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самуил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самуил и на македонските владетели царот Иван Владислав и царот Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел во црковните записи на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските владетели Стефан Урош II Милутин во неговите Христоvoли од 1330 и 1331 година, посветени на манастирот Трескавец, царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеал од 1346 до 1355 година, каде што се споменува во Душановата повелба од 1350 и 1351 година за манастирот Трескавец, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 до 1371 година, кралот Марко, кој со Македонија владеел од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Кој му е летна слава на селово? Великден. Великден, а? Може да се седиш вака како беше за Великден, за Божек? Великден, ово гледаше ово широко место. Сето беше полно народ. Ора беше, ора. Великден, ние третиот ден на Великден го чуваме. Славата ни беше. Селска слава. Так. Ова место широко беше полно народ. Так. Играјне, пеење, викање, сето тоа. Обстојувањето на селото Горно село е забележено и во Отоманскиот пописен тапи Дефтер број 8 од 1436 година за време на владењето на Отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало во румелискиот Беглер Беглус, со чии имот раководеле монасите од манастирот Трескавец, во пописниот Дефтер од 1446 година, каде што според овој попис селото е меток на манастирот Трескавец, а припаѓало на Битолската каза. Исто така селото Горно село е забележено и во пописниот Дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот Дефтер од 1560 година, во пописниот Дефтер од 1562 година, каде што и натаму е меток на манастирот Трескавец. Селото е забележено и во отоманските пописни дефтери од 1565 година, во Отоманскиот Дефтер од 1570, во пописниот Дефтер од 1582 година, во Отоманскиот Дефтер од 1583 година, 1599 година, 1652 година и 1657 година, каде што селото и натаму е меток на манастирот Трескавец, а припаѓало на Битолската каза. Овдека си роден?
Да, Така, овде си израстен. Како? до 13-14 години. Така. Како беше животот, да речеме, како ти ај малце да се присетиш на твоето детство овде во село? Мирна царска работа. Така. Каде се очи така одевте во планинчинава? Сегде. Секаде, а? До камче ми е пресметано. Така. Како се викат овие виканиме места тука овде во село? Како? Волкодупка, кажам. Волкодупка. Сурум. Планината Негреа, десна. Негреа. Према не забрачани. Белуто конде. Белуто кај што се Бороине. бороите. Колку мала има село? 3. 3 мала. Тримала. Кој се? Мало. Горно, долно и средно. Така. Кој е мало најмногу кујчи има? Горното, долното или средното? Сега? Сега средното. Така. Твојата родна куќа во која мало се наоѓаше? Средина. На средина, а? Во центарот. Сред село. На сред село. село. Може ли да се седиш кога беше дете? Овдека во селото имавте школија? Не, јас не учев овде. Така? Не функционираше. Така? Учеше во Прилеп, така? Да. Кој ќе дојдеш овдека, очио за феријата, за распустот, каде вака, се собиравте, навечер, од кој ќе завршеше Негде работа? дома. Овде има, На улица. овде ќе имавте кооперација во селово? Не, никога. Никош немало, а? Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патријаршија 1397-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гочев и топографски етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според податоците на Васил Кънчов, внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, селото имало 74 жители, додека пак според историографскиот запис на екзархискиот секретар Димитар Мишев во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, селото броело 40 жители. Во историографскиот запис Етнографија на Андријанопол, Монастир и Салоника се вели дека во 1873 година Горно село броело 10 домаќинства и 42 жители. Дека селото Горно село на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, селските населби во Битолско-Прилепското поле, издадена во Белград во 1992 година, го забележал следново. Во 19. век земјата на горноселци им припаѓала на Чиприк Себиите Шабан Ефенди, пустиник, Расим Ефенди, Ферат бек и Риза бек. Во селото своји беговски кули имале Шабан Ефенди, Риза бек и Дилавер ага. На чипличките имоти работеле чипчи како од селото, така и од околните села. Јован Трифуновски во пишаниот документ Селските населби во Битолско-Прилепското поле за семејните ловци го забележал следното. Горно село е чисто македонско православно село. Во селото има еден староселелски семеен род, од кој произлегуваат 7 семејни фамилии, семејниот род на Белчевци, додека другите семејни родови се доселенички.
Семејниот род на Крчковци доселен е во првата половина на 19. век од селото Мажучиште. Семејниите родови на Зајковци и Кавешовци доселени се од Охридско, кои најпрвин се доселиле во селото Кутлешево, а оттаму во селото Горносело. Семејниот род на Србиновци во селото се доселил во 19. век, Гличевци се доселени од селото Мало Мраморани, Пецевци и Митковци доселени се од селото Дупјачани, Прчковци доселени се од селото Дреновци, Тошовци во селото се доселени во 19. век од Кутлешево и Орхиджани се доселени од Охридското село Годивие. Те продукцијата Марио Филм се наоѓа овдека во вашево родно село, селото Горносело. Да ми кажеш твоето име, презиме и од кој галабија си? Методија Ристевски. Така, од која Од фамилија? Милешковска фамилија. Шо години имаш? 84-та ми јава. Така, како се викаше татко ти? Јон, Мајка ти? Пера. Колку браќа и сестри сте? 20 браќа и 3 сестри. Така, домаќинката твоја? Мира се вика. Таа од кај ти беше? Од Сенокос. Од Сенокос? Ова да ми кажеш, како се зедовте летно, зимно, пролетно, есено време? Јесенско. Со арно, шубаво, со свадбени? Сварно. Колку Господ Челот ви даде? 5 има. Така, колку нучина имаш? 7. 7. Кој ти се помили првото или сугарето? Сите се ми. Ти си го твоето име? Ристевски Милан, Од која фамилија си? од Нешковци, Твојот татко како се викаше? Јован, Мајка ти? Пера, Таа од кај беше? од Дреновци. Од Дреновци? Да. Имаш таму фамилија во Дреновци? Има, да ма втори се изумре братуци. има. Така. Домаќинката од кај ти беше тебе? Од Марија, Од кое село? од Крушејца. Од Крушејца, од кој што е мојата, од Дујна што се вика. Јас сум иначе од Рилево. Комши се така, Така. Шо години имаш? 80. Така, ете тука се најдов со неколку мештани по потек од ова село, меѓу кои и ти си, да ми се представиш твоето име, презиме и од која галабија си. Злате Ристевски. Од која фамилија си? Нешковски. Нешковци. Така, може ли овој да се присетиш како се викаше дедо ти, прадедо ти, татко ти, мајка ти, баба ти? Јован. Дедо ми Јован. Така, Баба ми Пера. така. Баба ти Пера од кај беше таа? Дреновци. Од Дреновци. А мајка ти како се викаше? Мира. Татко ти? Методија. Така. Мајка ти Мира од кое место беше? Сенокос. Од Сенокос? Така. Твојата сопруга, ти си релативно млад човек. Твојата сопруга од каде е? Прилеп. Од Прилеп. Ова речи го, колку имате челад, што се вика? 2 Машки и женски? женски. Од домени, не од домени? Од домено. Сето внуци имам 3. Колку внучини имаш? Рече 3. Како се вика? Анастасија, Валери и Матеј. Кој ти е помило првото или сугарето? Втората половина на 18 век за Горно село е период на обновување на селото, испразнето со пустошењето на арнаутскиот башибозук, кој броел 200 арамии и силеџии, уништен од отоманскиот падишах. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако е изградбата на црквата Успение на Пресвета Богородица, а воедно и манастирската црква во манастирот Трескавец, каде што во тоа време и селската црква и манастирот биле едни од поголемите монашки и книжевни центри, пред се како голем скрипториумски центар, од каде што се обезбедувале со богослужбена литература речиси сите околни цркви и манастири. Селото Горно село уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година во селската црква Успение на Пресвета Богородица на македонски црковен книжевен јазик, а според пишаните документи учители биле селските попови. Во учебната 1900-1901 година во Горно село учителствувал и даскал Стефан,
а за време на неговото учителствување е формиран огранок на Македонската револуционерна организација, прв во оваа регија. Во селото учители биле Вуксан Трипковиќ, Милорад Поповиќ, Никола Касмановиќ, Ацо Стојанов, Милетије Максимовиќ и многу други. Имавте школија во село? Не, она беше ученик. U školi je ova bila. Так. Znam. Како те се викаше даскало што те научи да читаш и да пишуваш? Кој ќе го памтеличи? Ko će go pamti, ja sam ne se pamtam сега. Колку бевте отприлike вака деца во деленијето? Памтиш? Около 20. 20 деца, а? 60. Така. А твојот учител што те научи да читаш и го памтиш? Да. Во периодот под османлиското робство, од страната на горноселци се појавуваат одредени индивидуални форми на отпор. Ваквите настани влијаеле да се разбуди и разгори националната свест кај населението, која со години била потискана во оваа регија. Мештаните од селото учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за создавање на своја самостојна национална македонска држава, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Во времето на Балканските и Првата светска војна состојбата воопшто не се променила, напротив, и селаните од ова село, како и безброј други македонци, ги оставиле животите на туѓите боишта, бранејќи туѓи интереси. Појавата на социјалните движења во Европа и во светот во периодот пред Втората светска војна ги не терало жителите од овој простор без размислување да се вклучат во новите прогресивни движења, надевајќи се на подобар живот и активно се вклучиле во антифашистичкото движење и сенародното востание на македонскиот народ против фашистичката наезда од 1941 година па се до 1945 година, раководена од Комунистичката партија на Македонија и маршалот на Југославија Јосип Броз Тито. Во 1944 година во селото се формира првиот месен народно-ослободителен одбор. Во периодот од 1945 година до 1950 година селото припаѓа на Битолската колија, а од 1950 година па се до 1955 година селото припаѓа во Дупљачанската општина, а од 1955 година па се до 1963 година селото е дел од Долненската општина, а од 1963 година па се до 1996 година селото е дел од Прилепската општина. Според пописот во 1948 година во селото Горносело живееле 309 жители. Во 1953 година 254 жители. Во 1961 година селото броело 243 жители. Во 1971 година во селото живееле 159 жители. Во 1981 година 113 жители, за да според пописот од 2021 година во селото живеат 7 селани. Ovdje su izrasnat, ovdje je ženet. Така. Ovdje децата се родени. Така. После su grad појде. Така. Кој ќе прочиташ ни село овака, куќата на Петрци е падната, на Митревци ја нема. Теш, ти плачели душата што ето уште 2-3 фамилии остана во село. Ништо. Што ти ќе гледаш, код сите луѓето замина, замина. Ами ова да те прашам, со овој леп, брашно, сол, пипер, масло, утре на човек, имате кооперација овде, продавница? Сега, тогаш немаш. Така. Се пазараше од Дупјачан имаше. Така. Продавница, тоа еднаш по недел. Прилеп, Ама масто се имало, од кога знам јас. Сончек да се сееше,
И го се продаваше, сочони го откупува, масло ни дава за цела година. О, да те прашам сега. Кој ќе се били со овие брсници? Да. Навечер да речеме вака една. Шо си муабетите вака? Ама овде ќе нема наши врсници. Нема, а? Нема, сето е подземни појдено. Оскудното поле ги приморало горноселци својата екзистенција да ја наоѓаат на печалба, чиј традиционален печалбарски начин на живење од година во година се поголем замах земало. Печалбарската традиција речиси никогаш не прекинала. Покрај тоа што многу мештани од селото биле на печалба во тогашните балкански престолнини, семејствата многу успешно што панисувале и со своите, иако оскудни имоти, обработувајќи ја земјата и одгледувајќи добиток за вршење на земјоделски работи и за домашни потреби. Селото Горносело се уште ја има старата традиционална македонска чарширска селска архитектура, која се карактеризира со приземје изидано од камен, каде што се наоѓале просториите за чување на добитокот и амбарите за жито, и кат, изграден од камен и плитар, опашани со вертикални и хоризонтални греди, летви, ковани со штички и испреплетени прачки, малтерисани со глинена кал измешана со слама, со задолжителен чардак и огниште, старите дворишта, некои поголеми, некои помали, но сите оградени со дебели големи ѕидови со големи тешки порти, а негде годе ќе наидете и на така да речам реновирани врз старинската архитектура семејни куќи, кои говорат дека селото Горносело не е заборавено село во Република Македонија. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Горносело на Илинден, каде што неколкумината преостанати селани од ова село ми раскажаа многу приказни за историското битисување на ова село. Почитувани мои, на мојот престој во прилепското село Горносело полека му се ближеше крајот. Пред заминување преостанатите неколкумина селани од ова село ме замолија уште еднаш да им испратам голем поздрав до сите селани родени или по потекло од ова село, да не го заборава своето родно село, татковото огниште, затоа што убаво место од родниот крај нема никаде, а тие ќе останат верни на дедовите огништа, затоа што Прилепското село Горно село не е и нема да биде заборавено село во Република Македонија.